Добро вечер, почитувани гледачи. Тредневник на К3 телевизија. Јас сум Милица Джимревска. Еве што издвојуваме. По 6 години застој наскоро ќе се рестартира Кумановскиот монопол. Потикнување на свеста во областа на кибернетичката одбрана на Балканот. Тема која ќе се разработува до 19 март во Скопје. Потона ферибот во Мјанмар, поранешна Бурма, во близина на северозападниот брег. Македонија со 12 каратисти на Европското првенство во Турција. Денеска се одбележува Ден на крводарителите, а воедно Црвениот крст на Република Македонија одбележува 70 години од основањето и 20 години од полноправното членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина. По тој повод и Општинската организација на СДСМ организираше крводарителска акција. Денеска се одбележува Ден на крводарителите, Денот на Црвениот крст на Македонија. По тој повод Општинската организација на СДСМ ја одржа првата од двете предвидени крводарителски акции. Просекот на соберени крвни единици се движи над 80, а се очекува и надминување на таа норма со над 100 крвни единици, вели Костовски. Со гордост може да потенцирам дека ова веќе стана и како своевидна традиција на Општинската организација. Просекот на соберени крвни единици се движи над 80, при што се надевам дека овој ден, оваа крвителска акција ќе ја достигнеме оваа норма, па ако може уште 100, над 100 да машиме бројката, ќе биде добро за нас. Ова е уште еден доказ дека хуманоста на дело се покажува и дека кумановските социјалдемократи се хумани и одговорни луѓе. Дарувањето крв е хуман гест кој спасува животи, а крводарителот не е тој што само ја подава раката да даде крв. Тој пред се е хуман човек. Членови, симпатизери и сите граѓани кои сака да ја покажат хуманоста даруваа крв. Ова ми е 85 пат. Ќе продолжиме дока и стои првиот пат, па натаму ќе помислиме. Многу добро, се осеќам дека сум хуман, дека мојата крв ќе спаси некој човечки живот. 2 до 3 пати годишно дарувам крв. 2 пати овдека што организира партијата и еднаш секако во меѓувреме или после тоа. Сега сум во време кога се великденските пости и добро, се издржува. Имам досега дарувано, да, и на други повици, да, крв досега имам. Ова е 16 пат. Јас би порачал на сите кои не се дале дека ова е хуманитарна акција и овој крв може да спаси нечи живот, дека треба да се дарува крв. Хуманоста што ја покажуваат крводарителите преку доброволно дарување крв придонесува да бидат спасени многу човечки животи. Крводарителите им помагаат на болните да му се радуваат на секој нареден ден, на семејството, на животот. Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски и Папочар се очекува да добие нов собственик и повторно да произведува. Стечајната постапка беше завршена кон крајот на годината во Велешкиот основен суд, кој распиша оглас за продажба на монополот. Продажбата ќе оди без почетна цена по електронски пат, а за новиот собственик ќе одлучува собранието на доверители. Отворањето на комбинатот ќе биде освежување на економскиот амбиент во Куманово, а се очекува вработување на најмалку 200 лица. По завршувањето на стечајната постапка со одлука на Велешкиот основен суд, Кумановскиот монопол оди на продажба. Монополот ќе се продава во пакет по електронски пат без почетна цена. Веќе имало неколку посети на заинтересирани купувачи кои дошле со нивни стручни лица да ја видат состојбата пред се опремата и машините. Огласот за продажба на Кумановскиот тутунски комбинат е распишан и тој ќе трае во наредните 15 дена. Влегувањето на нови инвеститор отвара можност за повторно вработување на веќе искусните работници во тутунски комбинат, но и за нови млади невработени. И ова вест така позитивно, доста оптимистички се чу кај нас и да се надеваме дека на 26 ќе се јави некој инвеститор, а со тоа ќе биде заинтересиран и за нас кои сме работеле тука со работно искуство пак да не вработи. Монополот беше препознатлив по брендовите МТ и Драва на целиот Балкан. Поранешните вработени веруваа дека некогашниот тутунски гигант може повторно да работи рентабилно. С едно ново брендирање на нов бренд на МТ на Драво, ја мислим дека комбинат ќе заживее и комбинат и градот.
Во Кумановскиот монопол на времето работеа приближно 400 работници. Откако фирмата заглави во стечај, тие со години беа без никакви примања и здравствена заштита. Монопол има капацитет и с машински кадар, с машина, све, да за кратко време монопол може да се рестартира, може да почне да работи, тако и да монопол има одреден круг на луѓе кои још може да функционира, још може да работи. Со влегувањето на стечајниот управник и завршувањето на постапката, 30% од работниците добија технолошки вишок до пензионирање, а останатите беа уредно пријавени во Агенцијата за вработување. Конечната агонија на вработените се реши и сега. Има информации дека е распишан оглас за продажба на Тутунски комбинат Куманово. Се надевам дека купувачот е некој сериозен доколку се јави и вработените, оние кои иако се прогласени како технолошки, иако се пријавени во Агенција за вработување како невработени лица, мислам дека новиот газда сигурно ќе смета на оние кои веќе работеле во Тутунски комбинат. Најголем доверител е управата за јавни приходи на која комбинатот и должи повеќе од 80% од вкупната вредност. Доколку Тутунскиот комбинат не се продаде, ќе биде распишан нов оглас, а ако и тогаш не се јави купувач, целокупниот имот сразмерно ќе се распредели на доверителите. По извршениот попис, согласно стечајната постапка, вкупниот имот на Тутунскиот комбинат Куманово беше проценет на 14 милиони евра. По 6 години стечај се отвара вратата на Кумановскиот тутунски комбинат. После 26 март ќе се знае кој ќе биде новиот инвеститор кој треба да ја рестартира фабриката и да понуди нови вработувања. Инаку само за подсетување, последниот собственик на комбинатот Бајруш Сейди го купи контролниот пакет акции за 250.000 евра. Во акцијата Пепел беше уапсен за организиран криминал и издржува затворска казна. За време на транзицијата од 2003 наваму, производството во комбинатот се одвиваше со долги прекини поради зачестени блокади на жиросметката од страна на УЈП, поради што и платите на вработените доцнеа, но не беа ретки ни штрајковите. Во меѓувреме се јавија и инвеститори од Израел и Сараево кои за кратко време се заминаа. По нив дојде и американскиот газда Василис Морфопулос во обид да ја подигне фабриката на здрави нозе, но таа и понатаму тонеше во долгови. Собранието на Република Македонија денеска во рамки на 39-та седница го усвои Законот за трансформација во редовен работен однос. Законските измени се за лица што работеле во државна институција најмалку 3 месеци со договор и имале прекин во работата поради бременост или раѓање. Со измените во Законот за трансформација на работниот однос што беа усвоени на денешната Собраниска комисија за финансирање и буџет, лицата кои се ангажирани во некоја државна институција за определен период, а на кои им прекинал договорот поради бременост или раѓање, ќе бидат вработени на неопределено време. Целта е да се регулира трансформирањето во работен однос на неопределено работно време на лицата кои имале прекин на договорот поради бременост или раѓање. Во моментот на трансформацијата тие треба да имат важички договори со одредена институција, 3 последователни месеци пред прекинот на договорот поради бременост или раѓање. Стои во образложението на измените. Според предлагачот Крсто Мукоски, со законско решение што беше донесено неодамна не беше опфатена оваа специфична категорија на лица кои има прекин на договорите од тие причини. Во услови кога во Македонија и во светот има катаклизма во демографската слика, би било неправедно да не се опфатат и овие лица во законот, рече Мукоски. Инаку со измените се предвидува формирање комисија која ќе издава потврда за условите и за време траењето на периодот за прекин на договорот поради бременост или раѓање. Комисијата ќе биде составена од членови од Министерството за здравство и од Фондот за здравствено осигурување. Од денеска до 19 март во Скопје ќе се одржи напредно истражувачка работилница насловена Поттикнување на свеста во областа на кибернетичка одбрана на Балканот. Работилницата е спонзорирана од НАТО програмата Наука за мир и безбедност, а ја реализираат Младинскиот клуб на Бугарскиот евроатлантски клуб и Истражувачкиот центар за безбедност, одбрана и мир од Македонија.
Скопје е домаќин на работилница за кибернетичка одбрана на Балканот. Од денеска до 19 март ќе се одржи напредно истражувачка работилница насловена "Потикнување на свеста во областа на кибернетичката одбрана на Балканот". Работилницата е спонзорирана од НАТО програмата Наука за мир и безбедност, а ја реализираат Младинскиот клуб на Бугарскиот евроатлантски клуб и Истражувачкиот центар за безбедност, одбрана и мир од Македонија. Главната цел на работилницата, како што соопштија организаторите, е да се зголеми нивото на свеста во областа на кибернетичката безбедност и одбрана, како и значењето на создавање стратегија, рамки и агенции кои ќе се справуваат со секојдневните закани во кибернетичкиот простор во регионот. Фокусот на работилницата се заеднички познати кибернетички закани во Западен Балкан, важноста на тимовите за итен одговор и одговор на компјутерски инциденти, агенции, стратегии и рамки во областа на кибернетичката безбедност, како и за комплексноста на хибридните војни и социјално-човековите фактори и напредно постојаните закани. Во тој контекст ќе биде презентиран Балтичкиот пристап кон зголемување на кибернетичката свест. Организаторите изразуваат надеж дека токму овој настан ќе биде иницијатива за формирање група на балканско кибернетичка одбрана, чија главна цел ќе биде да споделува и разменува знаења, експертизи и практика. Очекуваниот ефект е не само да се зголеми свеста кај власта, јавниот и приватниот сектор, туку и да има социјална намена за корисници кои секојдневно ги користат услугите на кибернетичкото пространство. Клучните предавачи и учесници на работилницата се од академските, државните, социјалните друштва и познати експерти од регионот и пошироко со децениско искуство во областа на кибернетичка безбедност, кибернетичка војна и безбедност. Македонија е една од земјите кои што имаат потенцијал да искористат дел од европските пари предвидени за социјално претприемништво. Министерството за труд и социјална политика до јуни годинава треба да подготви закон за социјално претприемништво и да го достави до владата на разгледување. Стручен тим од Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша беше во Англија, од каде донесе искуства за развој на социјално претпријатие. Македонија е една од земјите кои што имаат потенцијал да искористат дел од европските пари предвидени за социјално претприемништво. Во Куманово веќе извесен период обстојува идеја да се формира социјално претпријатие во која ќе бидат инволвирани токму лицата со попреченост. Двајца обучувачи од Порака наша неодамна се вратија од посета во Англија во сродна организација, каде самите увидоа како може да се развие социјалното претприемништво. Во Англија, односно во Лондон, функционира Jenny Root Workshop. Таму лицата изработуваат предмети од дрво и во нивниот процес вклучени се сите лица со попреченост. И таму државата делумно инвестира во обстојувањето на дневните центри кои згрижуваат вакви лица, па затоа се определиле за социјално претпријатие, со чии средства го надополнуваат своето работење. Порака наша беше еден од трите добитници, оние три победнички идеи, кои што има шанса да патуваат во Англија. Нашите клиенти се спремни да идат еден чекор напред во нивниот развој. Целта на ова социјално претприемништво и целта на нашиот проект е развивање на нивните работни вештини. Македонија се стреми да донесе закон со кој што ќе се нормира оваа област и на некој начин ќе се создаде законски основ за формирање на социјални претпријатија кои што ќе вработуваат ранливи категории на граѓани. Покренувањето на свесноста за бизнис, кој што ќе има позитивен социјален импакт, со кој се адресираат токму социјалните потреби, повеќе од идеја за максимизирање на профитот, е стартната точка и главната идеја за развојот на социјалното претприемништво. Законот за социјално претприемништво е во изработка, ние во најскоро време очекуваме дека тоа ќе профункционира дека и кај нас. Целта на Порака наша е да направиме еден добар терен за воиднина кога ќе законот профункционира, да имаме веќе конкретни активности и да се посветиме кон таа дејност. Сметаме дека дојде време да направиме промени во нашата програма, додиме ниво погоре каде што ќе поработиме на стекнување на работни вештини кај нашите корисници и ќе формираме еден вид на социјално одржливо претпријатие. Социјалното претприемништво, освен што дава помош за самовработување, овозможува и да се отворат фирми за вработување на луѓе од
маргинализирани групи. Принципот на работа на компаниите би бил како на заштитните предпријатија, каде што се ангажираат лица со посебни потреби. Посебен приоритет имаат ранливите категории граѓани, приматели на социјална помош, млади невработени, долгорочно невработени, жртви на семејно насилство. Градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски денеска оствари работна средба со директорот на јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија Владо Мисајловски. На истата стана збор за унапредување на локалната патна инфраструктура и санација на штетите од невремето во секторот транспорт. На денешната средба меѓу градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Владо Мисајловски стана збор за проектите во локалната патна инфраструктура, како и проблемите со кои се соочува општината на ова поле. Наедно одговорните излегоа на терен за да ги видат штетите од невремето од минатите месеци и заеднички да изнајдат начин за санација на истите. Мисајловски очекува дека во најкусможен рок ќе се изнајде решение за свлечиштето на локалниот пат во село Дурачка река. Денеска дојдовме на лице место да ги видиме проблемите што имаат граѓаните во Крива Паланка. Се работи за сличиште на локален пат. Разговаравме какви опции има и можности ова да го надминеме како проблем. Веќе е пријавено во штетите што се направени преку поплавите. Очекувам дека во наредниот период експертите ќе најдат решение, колку средства ќе бидат потребни и со која динамика ќе ги решаваме овие проблеми. Градоначалникот Алексовски истакна дека соработката со јавното предпријатие државни патишта е со цел да се дојде до решение на проблемите во патната мрежа на општината, како и да се отворат можности за реализација на нови проекти. Да го видиме ова свлечиште, ова ние навистина голем проблем кој треба да го решаваме континуирано со оглед на тоа дека и патот го направивме пред 2-3 години, а еве во овој дел е на некој начин неупотреблив. Се договоривме да видиме да тој е пријавен како штета и како нешто што треба да се санира во контекст на ова. Да видиме во текот на наредниот период ако има средства од Светската банка да се пристапи кон санација. Воедно, еве директорот ни извести дека од идната година ќе почне и со патот за Македонска каменица и за некои други проекти кои планираме да ги направиме, а кои ќе одат преку Агенцијата за државни патишта. Во рамките на посетата беше информирано дека од идната година ќе започне изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка и оттука до граничниот премин Деве Баер, како и делницата од Крива Паланка кон Македонска каменица. Воедно, благодарен сум уште еднаш за поддршката што ни ги дава за владените проекти и градоначалникот и самата општина за новите експресни патишта. Ние сме во фаза на проектирање на нов експресен пат од Ранковци до Крива Паланка, но исто така и од Крива Паланка до граничен премин Деве Баер. Значи станува збор за целосна реконструкција и рехабилитација на тој премин, односно на таа делница. Исто така сме во фази на проектирање на Сасатораница, односно од Крива Паланка до Македонска каменица. Очекувам дека во наредниот период ќе бидат готови проектите, ќе знајдеме решение како ќе бидат финансирани, веќе сме у преговори со Светска банка и наредниот период, односно наредната година, офанзивно да почнеме све да градиме. Ги забрзуваме колку што можеме сите проекти, поддршката ни е неминовна да ја имаме од градоначалниците за да ги запазиме сите рокови, а воедно да исполниме цела програма што имаме ветено за граѓаните. Овие проекти ќе бидат реализирани со финансиска помош од Светска банка. Уапсени се државјани од Парагвај кои се обиделе преку граница да пренесат златна шипка вредна повеќе од $2 милиони. Околу 59 лица се загинати при потонување на ферибот во близина на северозападниот брег на Мјанмар. Вучич вели дека има докази каде различни тајкунски лобија се борат за промена на власта во Србија и за враќање на стариот систем. Следуваат вести од светот. Аргентинските власти уапсиле двајца државјани на Парагвај, кои се обиделе преку граница да пренесат златна шипка од 19 век која вреди повеќе од $2 милиони.
Заплелетата шипка тежела 25 килограми и на нејзи имало печат со надпис Централна банка Парагвај 1842 година. Вредноста на шипката е проценета на 2,27 милиони долари, која има историско значење. Царинарниците шипката ја пронашле во лажниот под на камионот. За време на претражување на камионот, царинарниците пронашле 1 килограм сребро. Најмалку 59 лица загинаа при потонување на ферибот во близина на северозападниот град на Мјанмар, соопштуваат локалните власти. За време на несреќата на фериботот имало вкупно 225 патници. Спасувачките екипи се уште трагаат по телата на загинатите. Српскиот премиер Александар Вучиќ вели дека има докази кои покажуваат дека српски тајкуни лобираат за промена на власта во Србија. Наша цел е да донесеме подобро утро за нашиот народ. Србија да биде модерна земја, демократски организирана и уредена, и уверен сум дека во таа намера ќе успеам и дека ќе ги победиме сите оние на кои успех им е работите да ги вратат во минатото. Во Србија да управуваат тајкунски мафијашки кланови, како што управуваат земунскиот до кланот на Мишковиќ, изјавил Вучиќ. Исто така додава дека има докази каде различни тајкунски лобија се борат и за промена на власта во Србија и да го вратат стариот систем за да го продолжат грабежот на Србија. Но Вучиќ порачал дека во согласно со законот ќе им се спротистави. Пороните дождови кои го зафатија Кубаново пред месец дена урна мост кој се наоѓа кај градскиот стадион Башкими на 500 метри од центарот на градот. Завчера дете додека минувало по срушениот мост паднало во реката која едва и го спасиле. Лутите објаснуваат граѓаните. Тие велат дека поднеле 2 барања до локалната самоуправа и чекаат одговор од таму. Граѓаните бараат да се направи мостот кај градскиот стадион Башкими, кој пред месец дена се сруши од поројните дождови кои го зафатија Куманово. Отрошниот мост, кој пред скоро 3 децении бил изграден од сопствени средства на граѓаните, завчера паднало дете кое го минувало за да оди на училиште. Исплашените жители велат дека едве го спасиле од надојдената река. Се плашиме ние секое утро, обезбедување дека се имаме, да ги гледаме децата да не падат во река кога одат во школа. Имаме исто и болни луѓе. Имаме така што и брза помош не може да дојде. Напукнатиот мост, кој од едната страна нема заштитна ограда и од кој зјаат метални прачки, го запрел движењето на луѓето и стоката, со што околу 1000 граѓани се одсечени од градот. До тука со такса, тука како коњи ќе носим ако треба брашно, не дај Боже некој да се разболи, како ќе го принесеме? Ќе тражиме хеликоптер од некаде, ќе дојде ли хеликоптер? Нема сигурно. Се ова што е градено овамо, патот, канал, вода, се е сами ние сме придонеле за тоа. Разочараните жители велат дека досега упатиле 2 барања до локалната самоуправа и се уште чекаат одговор од таму. Ги молиме уште еднаш да не излезат ви гледат малите дециња, страмот да завчера паднал детето, ако се случи некоја трагедија да умре некој дете. Не дај Боже да имаме пожар пак тука. Некој ќе сноси оваа одговорност. Од општината информира дека истиот во најкратко време ќе биде саниран и повторно ќе се воспостави сообраќајот за потребите на граѓаните од овој крај. Инаку срушениот мост не е единствениот проблем со кој се соочуваат овие жители. Се жалат дека кучињата скитници секојдневно ги напаѓаат повозрасните граѓани и децата, а немањето улично осветлување им го отежнува движењето воопшто. Во детската градинка Ангел Шајче е отворено советувалиште за деца и родители во кое со помош на стручни работници ќе се третираат различни проблеми со цел полесно да се надминат. Советувалиштето се наоѓа во објектот Развигорче и работи секој ден од 8:30 до 16 часот. Во детската градинка Ангел Шајче е отворено советувалиште за деца и родители, но и за сите вработени кои престојуваат во оваа установа. Во него работи мултидисциплинарен тим од различни образовни профили: педагог, психолог, дефектолог, логопед, социјален работник, музички педагог и воспитувачи. Во оваа советувалиште на деца ќе се третираат различни проблеми, почнувајќи од консултативно советодавни разговори индивидуални со родителите, со децата со пречки во развојот, во надминување на тие и решавање до некаде на тие проблеми. Потоа ќе има надминување на некои проблеми во семејството кои што се случуваат во тие индивидуални разговори со родителите и со децата, така да, како што реков, ќе има и еден мултидисциплинарен пристап на решавање на сите проблеми од сите овие образовни профили, од всушност од сите овие стручни работници кои што се вработени во оваа советувалиште за деца.
Советувалиштето се наоѓа во управата на објектот Развигорче и работи секој ден од 8:30 до 16 часот. Сите родители чии деца престојуваат во оваа градинка, доколку имаат потреба од помош во надминување на некои проблеми, можат да разговараат со некој од стручните работници. Можат и да закажат кога сакаат, со кој од овие стручни работници сакаат да имаат консултации, разговори во надминување на некои проблеми за нивните деца, почнувајќи првично од самата адаптација за некои дечиња, за некои родители кои за прв пат нивното дете доаѓа во градинка, навистина е проблем и самата адаптација и за родителите и за децата. Меѓутоа, ние сме тука, нашиот стручен тим има големо искуство и сега имаат и можности во оваа советовалиште кое се наоѓа во овој објект Развигорче, поточно во управата, така да секој ден може да дојдат и сите проблеми и некои недоразбирања кои ги имаат тука заеднички да ги надминеме. Во работата на ова советувалиште предвидени се и стручни предавања за поголема едукација на самиот персонал заради полесно справување со проблемите со кои се соочува. Имено засега советувалиштето е отворено за сите корисници на услугите на градинката, а наскоро се очекува да биде достапно и за другите деца и родители кои имаат некакви проблеми. Официјално е објавен спотот за песната Autumn Leaves, Лисија Есенски, со која Даниел Кајмаковски ќе ја представува Македонија на Евровизија 2015 во Виена. Музиката и текстот на англиската верзија на песната се на Јоаким Персон, додека за аранжманот и продукцијата беше задолжен Роберт Билбилов. Македонската радиотелевизија ја промовираше англиската верзија на официјалната евровизиска песна Autumn Leaves, со која Даниел Кајмаковски ќе ја представи Македонија на 60-тото јубилејно издание на изборот за песна на Евровизија во Виена, Австрија. Автор на музиката и текстот на Лисија Есенски е шведскиот композитор Јоаким Персон, а аранжманот и продукцијата е на македонскиот музички продуцент Роберт Билбилов. Анимираните цртежи во спотот, кои што ги изработи Storyteller продукција, представуваат фрагменти од животот на Кајмаковски, поврзани со неговото детство, првата љубов и местото каде што е роден. Во очекување на конечниот редослед за надсад, посетуваме дека Македонија и Даниел Кајмаковски со песната Autumn Leaves настапува во првата полуфинална вечер, која што ќе се одржи на 19 мај во Виена, Австрија. Сојузот на спортовите Куманово во изминатата 2014 година е задоволен од остварените резултати на клубовите и поединците. Според зборовите на председателот Сашо Петрушевски, остварените резултати се добри, а во некои спортови очекувањата беа надминати. На површина излегоа многу нови асови кои успешно го представуваа Куманово и државата, што представува добра најава и во 2015 година. Сојузот на спортовите на Куманово, според зборовите на Петрушевски, успеа да ја реализира обемната програма која беше предвидена за 2014 година. Ретроспектива од 2014 година покажува дека Општински сојуз на спортови во низа спортови, значи во голем број, огромен број на спортови постигна добри резултати и сите наши спортисти од Куманово достојно го репрезентира спортот во Република Македонија, а и вон од границите. Сведоци сме дека бевме прваци во атлетика во сите дисциплини, екипно, машка, женска конкуренција, младинска конкуренција, велосипедизам. Веќе со години сме на врвот во Република Македонија, а постигнуваме резултати и пошироко од нашата земја. Пинг-понг, шах, во тај бокс, во сите спортски вештини, боречки вештини, исто така. Значи, и во врвните спортови, во футсал, во кошарка. Првиот квартал од 2015 година помина работно, а главен акцент не беше организирањето на манифестацијата Избор на спортист на Куманово. До крајот на годината предвидуваме неколку значајни активности, потенцираше Петрушевски. Стави задоволство во Куманово да се избере спортист на година, меѓутоа тоа е само еден дел од целокупниот развој, односно целокупната спортска
целокупното спортско збиднување, бидејќи следоци бевте дека 150 на награди кои ги добија на сите нивоа на спортови, како од училишен, мали спортови, рекреативни спортови, врвни спортови, значи представува една плејада на спортски збиднувања во 2014 година, секако дека и наредната, односно ова тековната година, ќе ги негуваме тие спортски манифестации на ниво на училишен спорт, каде што секоја таква потребна манифестација ќе аплицираме и ќе одговориме да ги добиеме и државното првенство и првенство на училишен спорт да бидат во Куманово. Спортистите од Куманово и во 2015 година ги очекуваат многу надпреварување на домашната и меѓународната сцена, а Сојузот на спортовите на Куманово најавува несебична помош во реализација на нивните проекти. Селекторот на нашата А репрезентација Бошко Ѓуровски денеска го соопшти списокот на играчи за двата престојни надпревари против Белорусија и Австралија. Двата меча ги играме во Скопје. Првиот е закажан за 27 март и тоа е во квалификациите за пласман на Европското првенство, додека средбата со кенгурите која ќе се игра на арената Филип II 3 дена подоцна е од пријателски карактер. Предводникот на македонската селекција за овие средби повика неколку нови играчи: Енис Барди, Урош Матич, Бојан Марковски, Марио Ѓуровски, Ферхан Хасани, а од домашното првенство тука се Дарко Велковски, Маријан Радески, Баже Тодоровски, Артим Положани и Дејан Блажевски. Од списокот изоставени се Даниел Мојсов, Мирко Ивановски, Аце Стојков, Јован Костовски и Адис Јаховиќ, а како причина за нивното отсуство, селекторот Ѓуровски ја наведе формата, незадоволството од нивната игра и негативното влијание на атмосферата во тимот. Предводникот на македонската селекција очекува со овие играчи да се промени стилот на игра на Македонија. Лига на шампиони изненадувачките 3-1 во корист на Монако на првиот надпревар со Арсенал во Лондон најавува интересен реванш во кој топчиите нема друг избор освен да нападнат од стартот на средбата и да се обидат да постигнат дури 3 гола на Луи II. На другиот надпревар ланскиот финалист Атлетико Мадрид ќе ја брка преодноста од 1-0 на Бајер Леверкузен на домашен терен. Фудбалерите на Арсенал имаат речиси невозможна мисија во реваншот од осмина финалето од Лигата на шампионите. По поразот дома од Монако со 3-1 вечерва на теренот на францускиот тим ќе се обидат да постигнат победа од 3 голови разлика и со тоа да направат подвиг. Далеку поскромна негатива од само еден гол ќе брка актуелниот шампион на Шпанија тимот на Атлетико Мадрид, кој ќе се обиде да искористи предноста на домашниот терен и поддршката од најверните фанови во реванш дуелот против германскиот представник Бајер од Леверкузен. Последните два осмина финални надпревара се играат утре меѓу Барселона и Манчестер Сити и меѓу Борусија Дортмунд и Јувентус. Пласман во четврт финалето обезбедија Пари Сен-Жермен, Порто, Бајерн Минхен и европскиот првак Реал Мадрид. Каталонците би можеле да доживеат фијаско доколку обвинителството во Шпанија успее во своите намери. Олимпискиот фудбал на мундијалските арени во минутите за меѓународен спорт и НБА. Шпанија се тресе поради можноста еден од двата најголеми фудбалски клубови да биде исфрлен во втора лига. Истражниот судија кој го покренал обвинението поради измамата при трансферот на Нејмар на Nou Camp ја проширил својата истрага на актуелниот претседател Бартомеу, но и на поранешниот Росел. Некои шпански медиуми сега пишуваат дека обвинителот Хозе Паралс ке бара за Бартомеу и Росел долги затворски казни, а за Барселона забрана за играње во примера една или две сезони, но нема да ги спречи да играат во Лигата на шампионите. Инаку целиот проблем настана од како беше откриено дека Барселона го платила Нејмар далеку повеќе од пријавеното, а тоа го сторила со цел да не плати данок. Се смета дека каталонците со тоа ја оштетиле државата за десетици милиони евра. Фудбалскиот турнир на Олимписките игри 2016 ќе се игра на 7 стадиони во 6 бразилски градови, меѓу кои и Манаус. Покрај престолнината Амазонија домаќини ќе бидат уште и Рио де Жанеиро, Бело Хоризонте, Бразилија, Салвадор и Сао Пауло. ФИФА минатата недела соопшти дека е против изборот Манаус за еден од домакините на фудбалските надпревари на Олимписките игри. Како причина за тоа наведе дека од Рио де Жанеиро домакинот на игрите е оддалечен 3000 километри. Овие градови беа домакини на светското првенство кое се одржа во Бразил. На Олимпијадата 2016 ќе се надпреваруваат 16 репрезентации во машка и 12 во женска конкуренција.
Македонскиот центар Перо Антич постигна 5 поени во победата од 110-103 на Атланта против Сакраменто. До победата против Сакраменто Атланта стигна благодарејќи прецена одличната игра на Пол Милсап, кој забележа дабл-дабл од 19 поени и 10 скокови, а имаше солидна помош од колегата Джеф Тигс од 23 поени и 6 успешни додавања. На Сакраменто не им помогна ниту дабл-дабл учинокот на Демаркус Казинс од 20 поени и 13 скокови, како ни солидната игра на Томпсон, кој имаше 18 поени без промашување од игра. Македонскиот центар Перо Антич во дресот на Атланта за нешто повеќе од 16 минути на теренот успеа да постигне 5 поени. Успеси остварија и Торонто, Вашингтон, Бостон, Мемфис, Бруклин, Мајами, Далас, Јута, како и Голден Стейт. Променливо облачено време со слаб до умерен североисточен ветер го одбележа денешниот ден. Да ја проследиме комплетната временска прогноза. Тука го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.